натрешно прашање. Господин Камбовски, ти во декември 90 година како министер за правда на Југославија ја закана со насилство ако се отцепи од Југославија. Кога е смена ти политиката стана? За кого? За тебе те прашувам. За кого Ти беше министер за правда на Југославија од 90 година, во декември 90 година ја закана Словенија со насилство ако се отцепи од Југославија, ако одржи референдум. Тоа е неточно. Тоа е според твојата изјава во Associated Press, можем да ти го дадам линкот. Апсолутно не можев, јас како сериозен министер за правда да дадам таква изјава дека ќе има насилство во Словенија. Значи, преслабо ги знаете тие состојби. Добро е да ја проучите малку целата. Има документација. Кога стана про-запад и едно време беше про-Милошевиќ? Како ведна ти зборувате, извинете, ова е некаков Кој рекол дека се промени? Не те прашувам, ти беше... Немој ти, не ти он тебе, на ти. Прво имате респект кон годините и кон статусот на Јас сум новинар, не сум политичар. Независно како се... Добро, вие, кога е смената политиката? Кога е смената политиката? Од кој медиум? Јас сум австралијец. Имате ли вие аргумент дека сум бил про-Милошевиќ? Не те прашувам кога е смена политиката. Ма не, види се, дали имате аргументи? Да, ја закана Словенија со насилство, Дали ако се имате отцепи. аргументи тоа, дека е така? Си цитирам во Associated Press, Тоа во вие декември мислите, 90 тоа година. вие мислите дека е така, но тоа не е така. Има илјадници страници напишано за таа работа. Читете ги и Анте Марковиќ даде отказа во тоа време, ти остана министер до јуни-јули 92 година. Не се повлечи во и Македонија. тоа не ви е точно. Како не? Не е точно, еве сега Академик, ќе зборувате. може ли само накратко еве Не е да се точно. одржи јавната дебата? Дали постои Јас останав министер, само што ова, почитувам. Не знам од кај доаѓате. Од Австралија. Како новинар сте должни да ги знаете фактите. Добро, кажи ги. Значи јас останав министер додека Македонија бараше да останам министер. Јасно? Добро, значи не беше про Милошевиќ. Прочитајте ги Не книги. те прашувам дали беше про Милошевиќ или не. Ако беше, кога се Како се отказа? може да бидам во реформска влада против која беше Милошевиќ? Блиску до умот, тоа треба да биде Само јасно. тие закана Словенија со насилство и Милошевиќ ги испрате тенковите во јуни-јули. Кафанска работа. Не е кафанска работа. Ќе може ли само накратко дали Вие зборувате обични лаги, Не е лага. почитувам новина. Не е лага. Јас ви тврдам Не е дека е лага. лага, ви немате ни еден аргумент. Ти го цитирам Associated Press статијата, можем... Добро, колега, може ли да И вие што доаѓате од Австралија, Да. внимавајте на аргументите и на вистината што се случува во Македонија. Не ширете лаги, Јас не ширам лаги. него заразувате народот. Доста му е на тој народ. Јас сум против национализам, Дали само не сум постоеше, симпатизер дали на ова е Милошевиќ. став на сите академици во однос на договорот и на утрешната јавна расправа? Дали постои некаква тензија помеѓу академиците? Дали сте единствени за овој став, што знаевме дека дел од академиците беа против подпишаниот договор? Добро, видите, има и академици кои има противно гледање, некои од нив попишаја дури и некои обраќања до јавноста. Тоа влегува во слободата на определувањето. Ова не се ставови на академиците. Ставовите на академијата ги формира председателството или одбор, ова извршниот одбор или собранието. Ова се научни погледи на луѓето кои работат во Центарот за стратегиски истражувања. Утре ќе има и дискусија и секој од академиците ќе може слободно да го изнесе свој. Меѓутоа, кога се изнесува мислење, треба да се дадат и аргументи во подкрепа на тоа мислење. Тоа е барем елементарно на секој сериозен научен пристап. Добро, ја благодарам. А може да знаеме од кој медиум сте? Три превози ради. Како? Уште еднаш извини. Три Z ради. Како се вика медиумот, извини? Три Z. Три